Владче, ти благодарам што одвои време да бидеш дел од проектот Кафе Муабети за гламури и да се направиме еден убав муабет. Секогаш со најголемо задоволство за вашиот портал, бидејќи вие сте апсолутно секогаш со нас, со македонската музика, особено со она фолк народната музика. Скоро се вративте од турнеја во Австралија, бевте скоро месец дена. Би сакала да ми кажеш како си поминавте, впечатоци од таму, каде најубаво си поминавте, финансиски како поминавте? Да, многу скоро, пред неколку дена се вративме од Австралија, на наше традиционално гостување заедно со мојот брат Златко Мединовски и нашиот братовче Дамјан Стојановски. Овој пат бевме со цел бенд, со интермецо, оркестарот, односно на Златко. Споминавме супер, се задржавме најмногу во Мелбурн, бидејќи таму има најмногу македонци. Одржавме 5 концерти само во Мелбурн, додека 10 во целокупната турнеја. Ја прочетавме цела Австралија, секаде каде што има. И како и секогаш споминавме и прекрасно, и секогаш со најави кога за побрзо следно гостување, видување. Финансиски како поминавте? И финансиски ние сме благодарни и задоволни секогаш, бидејќи кој што работи има. Мислам има заработувачка. Како реагираат нашинците таму кога нели ќе ве видат вас на сцена со оние ваши песни кои што се навистина големи хитови, освен тоа што нели знаеме и дека негувате онаа традиционална македонска фолк музика. Какви се реакциите нивни кога ве гледаа на сите концерти низ градовите во Австралија? Како и секогаш многу впечатлива и силна е нивната реакција, бидејќи премногу голема е емоцијата која што се пројавува, претпоставувам, од самата носталгија. Меѓутоа е различно и специфично тоа што сме поприлично активни со доста случувања и знам дека за нив е многу интересно кога баш такви активни луѓе од медиумите ќе ги сретнат во живо, особено тоа што ние одиме и фамилиарно и професионално, таа спојка е премногу силна и гледам дека многу чувствително и емотивно ја доживуваат, односно не доживуваат нас. Тоа било секогаш така и верувам дека така ќе продолжи. И сега велиш дека најубавата македонска музика звучи кога си дома. После концертот во МОП, после концертот во Антички, веќе на 28 овој месец следи оној голем концерт во арената Борис Трајковски. Дали имаш трема? Да, македонската песна најубаво звучи дома, каменот се тежи нели на своето место. Бидејќи најубаво звучи дома, бидејќи од тука потекнува, иако сегде е убаво и сладко да се слушне. Да, ова ни е бурна година, започнавме со турнеја во Америка и Канада, бевме 2 пати гостувавме во Турција, во азискиот дел, цела Европа. На концертот во Скопје опера и балет помина прекрасно, присуствуваше и ти, нели? Да. Заокруживме уште еден концерт во Охрид, првиот фолк концерт на Антички театар. И еве после австралиската турнеја како финале на 2025 година, на 28 декември ќе го држиме за нас најголемиот концерт и првиот фолк концерт во арената Борис Трајковски. Што ќе можат посетителите што ќе дојдат таму да видат? Има ли нешто поразлично од овие минативе концерти? Секогаш има. Ќе имаме дополнително многу музички гости изненадувања, покрај оние редовните кои што јас ги нарекувам домашни гости. Знаат гледачите, ќе ме разберат за кого зборам. Имаме уште еден кичевчанец гостен, мој именјак, еве, така ќе го најавам, уште едни браќа, и треба да има уште едно музичко изненадување, меѓутоа за сега нема да откриваме, ветувам и ги уверувам и гледачите и моите следачи публика дека ќе биде навистина музички спектакл, ќе биде едно македонско музичко востание, дефинитивно. Како што кажав и пред малку, останавте доследни на оној свој стил кој што го негувате, наследувајќи го од твојот Вујко, кој што нели сите добро го познаваме, кој што е на легенда Војо Стојановски. Ме интересира твоите почетоци со музиката, беа со Вујко ти, малце да ни го раскажеш накратко почетокот. Јас сум еден многу чуден случај,
Бидејќи пред се, примарно, мојот татко, нашиот татко, свиреше прекрасно на кавал и прекрасно пееше, додека мајка ми имаше прекрасен глас, исто така прекрасно пееше. Мајка ми беше сестра на Војо Стојановски, па и Билјан Стојановски. Ние се задоивме со музиката од нив, во нашиот дом постојано имаше музика. Дополнително, мојот брат уште пред да почне да оди на училиште, што се вика, пред да почне да научи да пишува букви, тој веќе свиреше на тамбура и одлично познаваше музиката. Додека во тој период на основно школување, додека се до тоа се случуваше, јас ја слушав музиката, меѓутоа тренирав фудбал активно, поприлично. Тогаш во Кичево. И веќе кога се запишав средно музичко во Битола, 1 и 2 години водев паралелно музика и фудбал, меѓутоа тука се разминав и потполно се посветив на музиката. Се разбира, мој фурнек секогаш водич беше мојот брат Златко, кој што беше цело време до мене и иницијатор за тоа да се занимавам јас со музика. А секако на самиот почеток, во вистинско време, нели, кога требаше, се појави под наводници, беше тука, се разбира, нашиот Војко Војо Стојановски, со кој што тесно поврзано ни се нашите и почетоци, меѓутоа и тој дел од кариерата додека беше жив и помеѓу нас. Каков аманет ви остави Војо Стојановски на вас? Денеска аманет може да го препрочитаме и како услов, меѓутоа не, тој беше многу отворен и широк човек, многу голем. Единствено, ако може да се каже аманет, е тоа да бидеме секогаш искрени кон публиката. Преку својата музика да бидеме искрени, не во зборувањето. Односно, во самите песни, во самата музика што ја твориме, да бидеме искрени, да го сакаме и ние тоа, па тоа публиката ќе го почувствува дека е искрено. Никогаш, тоа беше една како парола, никогаш немој да ја лажеш, да ја фолираш, публиката нема да успее. Ако си искрен во тоа што го работиш, во тоа што го правиш, публиката го почувствува тоа и го прифаќа. И тоа беше еден, можеби, клуч и на неговиот успех. Тој толку ја сакаше Македонија, македонската песна и сите песни кои што тој ги произведе, да кажам, беа со многу време, со многу посветено внимание и со многу љубов. И затоа беа, да не речам, безмалку сите песни негови беа вистински хитови прифатени од општонародна публика. Што ти научи од твојот Војко? Тоа кога зборував со Дамјан и него тоа го прашав, некако кога сте на сцена ги имате истите движења, истиот сценски настап. Дали тоа несвесно го купувавте со текот на време? Дефинитивно тоа е несвесно, тоа е генетика, тоа е крв. Не само јас и Дамјан, цела фамилија, тој ни беше глава на цела фамилија, научивме многу од него. Пред се да бидеме честни, да ги почитуваме сите околу нас, тој беше таков. И пак ќе повторам, едноставно, да се ја сакаме Македонија, бидејќи таа ни е мајка и должиме кон неја најмалку барем да ја сакаме. Чувствувате голема одговорност? Секогаш. Бидејќи тоа е и сатисфакција, меѓутоа и обврска и одговорност да се биде син или внук. На едно такво големо име. На такво големо име. Значи, не само што пееш прекрасно, исто така и свириш некои инструменти. Ајде да откриеме за гледачите што свири Владко. Бидејќи не свири нели само Златко, свири и Владко, меѓутоа ретко кој знае. Ретко кој знае, дури и моите некој од мојот близок круг не знаат дека свирам. Нито тоа за мене не, бидејќи јас целото моје образование е посветено на музиката, од средно музичко, од факултет. При крај сум да станам магистер, конкретно на тамбура. Тој ми е и мене прв инструмент. Дополнително свирам малку гитара, пијано е мојот омилен и клавиатура и некои ударни инструменти. Така, поскромно. Не сум некој инструменталист, меѓутоа преку инструментите ја познавам основата на музиката, кои што многу ми помагаат во самото пеење, во едноставно во изведувањето на моите песни.
Сега ќе те прашам уште еден момент поврзан со твојот вујко, го чуваш уште Мерцедесот? Гордо и љубоморно го чувам. Не го даваш. Не, дефинитивно го чекав долго време и еден убав период, можеби од една година го реставрирав целосно. Сега е да не кажам како нов. Си имам специјално место за него, блиску до мене, си го чувам. Повремено, па и можам да кажам и доста често го возам така на кратки релации, на дружба со мојата фамилија, со братучеите, со брат ми, и морам да кажам дека е омилениот автомобил и на моите мали деца, кои што може да се возат во било каков автомобил, кој ќе ги прашаме со кој одиме, го одбираат тој, го викаме мечето. Многу ни е драг на цело семејство и на цела фамилија и ни е убав, многу убав спомен од неговото најсилно време и дополнително не потсетува на него. Кога беше концертот во МОП, изненадивте со овие што беа изведувачите кои што колумбијците. А Јанко од Колумбија, Јанко Пењафорт и бендот Вардаран. Што ја препеа твојата песна, односно што ја изведува. Како стапи во контакт со нив? Како се случи првиот контакт? Тие беа воодушевени. Нели тоа стана вирално видео кога ја препеа со некоја снимка од Богота. Таму беа снимени. За мене беа апсолутно непознати. И веќе тоа стана вирално видео и некако ми помине една така блесава мисла. Баш со Златко коментиравме, викам, би било интересно да ги поканиме. Меѓутоа, онака со голема сигурност дека тешко е да се оствари, премногу е далеко. И викам, ајде, не губам ништо, ќе пробам. Ги сконтактиравме многу лесно. И тие до последно мислеа дека е некоја местенка, дека некој ги фолира, дека ги лаже. Не веруваа дека јас ги контактирам. После вториот разговор, Јанко ми прати слика со мене на наш концерт во Битола. Настапивме на манифестација Зимска приказна со наш концерт. Тој бил таму присутен, случајно бил тогаш во Македонија, разбрал и дошол. Впрочем и од таму се заљубил и во македонската музика, тоа го раскажуваше во некој интервјуа. Јас бев изненаден со тоа што веќе, значи, бил снимале така не сум го запознал. Кога ги поканив со воодушевување прифатија, дури ние имавме преместување на датумот на концертот, знаеме добро од кои причини. Извадија карти за тој датум, кој што пропадна, и за вториот датум тогаш бев сигурен дека нема да дојдат повтор пат. Напротив, извадија повторно карти и специјално цела екипа од 5 души дојде во Македонија, присуствува, направија навистина, има спектакуларен и забележителен настап, воодушевени од музиката, од концертот, воодушевени од Македонија. Ми беа гости скоро 2 месеци во Македонија, во Скопје, во Кичево, во Охрид, ги шетав. Навистина заминаа со многу љубов од Македонија, но и кон Македонија. За нив Македонија ќе биде за секојаш во срцето. Кажи ми, често ли одиш во Кичево, во родниот крај? Многу често. Таму ни се корените, таму имаме доста фамилија. Ќе одам најмногу на викендицата во Јаорец. Таму се го наоѓам мирот. Искрено, многу ми недостига тоа место. Бидејќи бев таму 4 години со постојано живење, што се вика децата, второто дете и се роди и порасна таму. Уживавме сите, меѓутоа врските се веќе друг момент, почна и со школувањето и помалку, меѓутоа секој слободен момент и прилика го користам да појдам. Таму ми е мирот, таму ми е рајот. Сега каков татко е Владко, на што ги учите своите деца, покажуваат ли интерес за музика, може би дали ќе бидат ваши наследници, еве па да го продолжат она што го остави вашиот вујко? Може би, музикални се сите наши дечиња. Јас гледам да не сум да бидам многу добар, меѓутоа знам да бидам и строг кога гледам дека нешто не е како што би требало да биде. Се надам дека ќе ги воспитаме и ќе
израснеме во едни културни и воспитани дечиња. Во однос на музиката, јас никого ништо не учам со сила, меѓутоа природно ние дома слушаме македонска музика, пееме, свириме и гледам дека на нив тоа им е интересно и го прифаќаат и верувам дека сигурен сум дека ќе бидат задоени со чиста изворна македонска музика. Ме интересира сега со сопругата. Еве во брак сте нели повеќе години, како се запознавте, со што ве освои, кој е рецептот за успешен брак, бидејќи вашиот живот на музичарите навистина доста, како да кажам, и тежок, и често сте на патување, и треба многу разбирање, нели, од страна на сопругата. Цел живот е еден баланс, секако дека мора да има баланс, разбирање. Јас мојата сопруга многу одамна, веќе си летаат годините. Иако и таа од Кичево, се запознавме случајно на улица во Охрид, тоа не е наше умилено место. Случајно таму се запознавме, односно се знаев со незините родители, со незината сестра и зетот. Поздравувајќи се со нив, се запознавме со неа, па ете, после така срамежливо, полека бидејќи беше поприлично и таа мало девојче, и јас бев многу мал, 2-3 години постар од неа. Ете така се запознавме, без малку скоро 10 години ќе бидеме во брак, со нашите две прекрасни ќерки. Не знам, рецептот, претпоставувам дека треба да е Господ на секаде, па помага, одржува, за да го одржува тој баланс. Секако важна е љубовта пред се, другото мислам дека разбирањето доаѓа по природен пат. Многу често, значи, ве гледаме по музичките емисии, сите вас од фолк естрадата се дружите, нели, и на тие настапи, и на тие емисии. Со кого најчесто се дружите? Знам дека сте кум на Кирил Митовски. Со кого најмногу другарувате од естрадата? Имате ли некој да издвоите вака? Не случајно со Кирил Митовски сме кумови, сме многу блиски. Се вика уште и пред да така многу активно се занимаваме со музика, уште од самите почетоци се запознавме, нели, на природен начин во кафана, како и сите музичари. Еден период се дружевме многу постојано, буквално како браќа. Ете, тоа резултира со нашето долгогодишно кумство. Сега се дружиме фамилиарно, нашите дечиња се дружат ден, иако и нивното темпо со бендот Маестро е поприлично јако и така се поретко имаме време да се гледаме, и тоа ја одржаваме таа силна врска. Од колегите кои што ми се и мои братучеди, секако дека ми се и прво братучеди па колеги, Дарко и Дамјан, се дружиме и со нив. Спасен, како што го најавив, ние Поло братучет, секако дека се дружиме многу. Многу и од помладите кичевски пејачи, пејачиња, како Мирослав, Христијан, има неколку што така се дружиме, комуницираме. Генерално се трудам со сите да бидам коректен, ги почитувам навистина искрено, им ја сакам работата, им ја ценам и можам да кажам дека се дружам со скоро сите. Не се сеќавам дали имаш некој дует со некој од нашите фолк пејачки? Па имам неколку снимки, најпрво со Анета Љумаковска, некои стари снимки, препеани, да. А во тој дел најмногу имам со Сузана Гавазова, исто така се препеани, меѓутоа имам можеби скоро 10 некои снимки на препеани, меѓутоа во аранжмани на Златко со неговиот оркестар, кои што звучат поприлично силно, да кажам, да не речам и подобро од студиски. Сега и колешката Елена Андоновска. И со Елена Андоновска имаме еден дует, да, една препев. Исто препеана, меѓутоа дали со неа би снимил традиционална ново компонирана песна? Сега не би сакал да откривам, нели таа е работена и во танец. Одамна виси една идеја и ќе се реализира, меѓутоа е малце по-обемно, по-захтевно во однос на нејзиното реализирање, бидејќи би сакале да го направиме тоа со цел ансамбл.
имаме конкретна песна, конкретна визија, конкретна замисла, само го чекаме моментот за да можеме да искористиме и сцена, и играорци, со кореографија. Тука е вклучен и мојот долгогодишен пријател и соработник Јовица Блажевски, односно неговото фолклорно студио Блажевски, кој што секогаш се гости на моите и снимки, спотови, но сега и на концертите. Ќе бидат исто и во Борис Трајковски гости, ќе учествуваат на делот од песните, така да еден тој обемен проект, односно песна, која што секако ќе реализираме, не знам во кој време да не ве тоа, ама ќе биде. Владче, колегата твој Борче го викаат министерот за естрада. Ние немаме министер за естрада. Би сакала вака да те прашаме едно прашање, кога ти би бил министер за естрада, што би направил нешто вака што сметаш дека ќе биде добро за сите вас, од кои што сте дел од оваа фолк сцена? Па сега, знаете како, не знам дали тоа е комплексно прашање, дали треба да реагираме кон пејачите, дали треба да реагираме кон медиумите, и секако дека не можеме да реагираме ние кон народот или кон публиката, не можеме да му наредиме да сакаат песна. И тоа ако веќе би барал некои мани или забелешки, мислам дека треба да се продуцира малку повеќе музика и малце поодбрана музика со повеќе внимание. Тоа би било во однос на колегите и колешките. И тоа во однос на медиумите мора да има повеќе простор. А втора работа, па тие што даваат простор мора да има некоја селекција. Не значи дека секоја песна од секој пејач е добра. Треба тука некој музички аниматор кој што малку ги разбира работите, да ги селектира и да не биде тоа по пријателски, на пријателска база. Овој ми е пријател, па овој не ми е негов. Не. Секој пејач што има, без разлика дали е популарен или не, што има добра песна да се даде простор и внимание, а без разлика кој е тој пејач, ако нештото не е доволно на нивото, не мора да се пушта. Меѓутоа пак ќе се вратам, прво треба да има многу повеќе внимание од медиумите, многу повеќе простор и после пак ќе кажам одбрано и селектирано. Мора да покажеме подобра слика и од едната страна и од наша страна, да не биде дека сите ни се криви, само ние не сме криви, зборам ние пејачите. Мора да се потрудиме сите заеднички да прикажеме на многу подобра слика кон народот, започна да си ја сакаат, бидејќи само таа е наша македонска. Ние не можеме да бидеме ни англичани, ни католици, ни австријци, ни виенци. Ете, македонци нема потреба да се срамиме од тоа што бидејќи македонската музика навистина е богата и квалитетна, тоа го гарантирам јас, го кажале и многу светски музичари и кој не. Следуваат новогодишните и божикните празници, како се прославуваат овие празници кај вас во домот, дали сите заедно украсувате дома, помагаш ли околу тие работи, малку да ни кажеш или нема да бидеш тука? Па овој период декември секогаш сме тука и баш додека е спремањето сме тука и малку на сила, мора, ова не можам, ни е високо, ова ми е, од што се мора помагаме, иако немам некои естетски ресурси за китење, и тоа сопругата е добра во тоа, одлична, јас само технички помагам. Пак ќе кажам нешто што е високо, нешто што е опасно, нешто што е тешко. На тој начин помагам, иако после кој ќе се накити на сите ни е убаво, викаме е баш добро испадна, претходно се карам, ова скапо, ова не мора, ај сега, ај после. И веќе за после новогодишните празници, веќе ќе земеме еден заслужен одмор, ќе бидеме дома со семејствата, нема да патуваме дефинитивно и малку ќе одмориме, да издишиме. Изминатава година беше навистина многу, како да кажам, успешна за тебе. Некаде си измеѓу два јубилеа, 20 и 25 години. И некако како да ги одбележуваш и двата, нели, некој што поминал и некој што следува. Така ли ќе му дојде ова? Нема да дојде така. Јубилеите се убава работа, меѓутоа јас не сакам да се... Не треба да има... Не се врзуваш. Не треба причината да биде јубилеј за да правиме концерти и да славиме музиката. Напротив. Убаво е кога се достигнува јубилеј, меѓутоа тоа само да се означи на поскромно, додека измеѓу во тој период многу е поважно да има концерти. Постојано јас инсистирам на тоа кај сите колеги и колешки, и има периодов неколку и баш ми е драго за тоа и треба да продолжиме да концертирам.
да не чекаме јубилеи, а на сите им посакувам долгогодишни јубилеи. Да се охрабруваат сите колеги, еве и од фолк естрадата, дека нели не е ништо тешко кога ќе се реши човек да направи еден концерт. Не дека не е тешко, меѓутоа треба и вреди. Да. И е таа тежина е многу сладка на крај. Во таа смисла сакав да кажам дека не е толку тешко кога ќе излезеш на сцена и кога ќе го почувствуваш. Таа тежина се претвора во една убост. Сега еве тука на крај сме некако уште еднаш ајде за сите оние кои што ќе ја следат емисијата, што би кажал, покани ги уште еднаш. Пред се да ги поздравам од срце, да им посакам добро здравје, среќни новогодишни и предновогодишни празници и од срце најискрено ги поздравувам и ќе ги поканам за крајот на ова година, 28 декември во арената Борис Трајковски ќе се случи наш уште еден голем концерт, најголем досега, концерт на Владко Младеновски во придружба на оркестарот на Златко Младеновски, мојот брат, многу музички гости, специјални изненадувања секако. Едно македонско музичко вестание кое што не би препорачал да го пропуштат. Срце ги поканувам, присуствувајте. Карти може да обезбедите на kupikarta.mk и Розеверо 2. Ќе повторам, 28 декември, арената Борис Трајковски. Ве очекуваме сите со најголема љубов и верувам и ветувам дека ќе имате незаборавна ноќ. Вечер за паметење. Владчо, ти благодарам јас за овој убав разговор. Секако ние како Гламур нели ќе дојдеме на концертот, ќе го проследиме и потоа ќе го пренесеме нели сето она што ќе се случува таму до нашите читатели и гледачи. Вашето присуство на сите мои концерти и низ цела моја кариера многу ми значи, многу го ценам и искрено се радувам и се надевам дека таа конекција ќе продолжи во понатамошните заеднички кариери и действувања. Соработката е нели добра и за вас како фолк изведувач и за нас како медиуми и секако останува секогаш па до некој следно видување, некој повод убав за разговор ќе се видиме, се разбира и ќе се договориме повторно да снимиме нешто. Да се гледаме само за убави работи, да зборуваме. Ше наш поздрав до вас, поздрав до сите ваши гледачи, знам дека многу ве следат и баш ми е драго за тоа. Живи и здрави и се гледаме сите на 28 декември во арената Борис Трајковски.